Почитувана колешке, упорно некако бегате од фактот, од реалноста, од вистината, сите вие како представници на мнозинството во овој парламент, дека цел опозиционен блок има забелешки реални, суштински на законот за попис. Се работи за коалицијата ВМРО-ДПМН и за албанскиот дел од опозицијата, кои што навистина имаат суштински забелешки. Ние 2 дена тука сакаме да ве убедиме, да ве разубедиме дека овој предлог на закон не е најдобро законско решение. Токму затоа ја искористивме можноста во рамки на краткиот период кој што го имавме да поднесеме суштински амандмани со кои што ќе го подобриме текстот на овој закон. Но се случи да бидат одбиени комплетно сите забелешки, сите амандмани. Кога говорите за транспарентност, и моите претходници ви кажаа, нема никаква транспарентност во оваа постапка. Беа скратени сите рокови, беше даден многу мал период за поднесување на амандмани и она што најмногу недостасуваше беше стручната расправа во рамки на собранието, која што ние како пратеници не ја добивме како поддршка дека навистина се работи за добар предлог на закон. Кога говорите за методологија и методолошки пристап, во законот нема методологија. Зошто ја нема? Зошто ја криете таа методологија? Дали треба да ви веруваме на збор дека таа методологија ќе биде соодветна на сите европски стандарди? Ние сакаме да ја видиме методологијата како дел да биде од законот, за да можеме да гласаме по истата. Потоа, кога се говори за пописот, ако се погледне законот, навистина има многу нејасноти и на крајот секој би го поставил прашањето што ќе се попишува со овој закон. Дали ќе се попишуваат државјани или пак резиденти. Нема јасни одредби со кои што би можело да се спречи евентуална манипулација. И зошто бараме консензус? Затоа што во кулуарите веќе се зборува за однапред договорен резултат и исход од овој попис. Тоа се информации кои што излегуваат од јавноста. Народот нема доверба дека ќе се случи реален попис. Токму затоа ние треба да од тука да испратиме силна порака дека пописот ќе биде реален, издржан и ќе содржи точни податоци и резултати. И на крајот би сакал да ве запрашам дали е навистина точно дека во вашата коалиција има незадоволство од предлог законот за попис. Дали ги слушнавте сите мислења и размислувања на вашите коалициони партнери? Благодарам.